Па кај сте бе луѓенца, како сте, дали сте ми добри? Добро дојдовте во уште едно видео на мојот YouTube канал и да, веќе под тамнел знаете за што станува збор, али пред да почнеме со видеото, сакам искрено да им се благодарам на Галерија и на Red Dragon што ми дозволија, мене да ги снимам овие анбокси и да бидам дел нели од кај нив, да снимам анбокси на дел од нивните производи. Како и да е, денеска ќе почнеме само со едно, а тоа е, сите веќе знаете за што станува збор за најбараната тастатура, а тоа е Red Dragon Kumara K552. Еве, ја знаете. Така да, ништо, да не го одвлекуваме многу интрово, да се префрлиме, значи, на анбоксинг на тастатурче. Па, ајде да отвориме сега да видиме што ќе каже. Првин вака, само да разгледаме да видиме што има. Океј. Тука, како што можам да видам, значи пишува дека тастатурата е долга 354 мм, широка 123,5, дебелината е 37 мм и тежината е 871 грам, луѓе, скоро кило, значи тастатурава е стварно многу тешка во раце. Така да, на оваа страна нема ништо, на оваа исто така нема ништо, како што може да видите, да, фокусира, океј, тоа е тоа. Позади пишува некои спецификации, али тоа ќе ги кажеме накнадно после, по-специфично во видеото. Така да, ајде, ништо да пробаме да отвориме. Тук имаме некој си стикерче што го стајле, што ќе треба прво него да го скинеме. Да, вака ќе отвориме тастатурата. Само малце ја слегам да оштетам тијата ич и тоа, добро е. Чекај да видиме сега, најверојатно и ова треба да го кrenеме. И еве тастатурата, луѓе. Сега ќе тргнам кутијата, ќе ставам тука тастатурата. Со него имаме добра алатка за да ги вадиме копчињата. Ќе ви кажам точно оваа за што служи после. Ако успееме да фокусираме, добро. Тука имаме уште нешто. Што ли се ова? Ова се свичеви, значи ни дале и други свичеви. Како плюс. Ако треба да ги смениме, значи ако нешто се расипе, добро. Еве ги нив. Ете ги нив. Добро. Значи имаме тоа, имаме ова овдека и сега да извадиме тастатурата, да видиме што ќе каже. Леле, колку е тешка и колку е добра. Тук имаме некој си user manual, предпоставувам, да. И ова е, што е, и ова е стикерче од Red Dragon. Тоа е тоа. Одлично. Чемо да ја тргнам и оваа кесичка. Луѓе, тастатурава, значи не сте свесни колку е добра. Да, значи позади кога ќе сртиме овој дел, мислам дека е метален. Да, мислам дека е метален. Копчињата се од нека си премногу добра пластика. Само малце. Добро. Кабелов е премногу добро квалитетно изработен, се гледа. USB, high speed. И тука е со позлатено, ова овдека е позлатено. Океј. И луѓенца, тоа беше тоа од анбоксингот, се најдам дека ви се допадна, сега ќе оставам да живеете малце во едно бирол видео, една филмски сцени што ги извадиме од тастатурата, додека јас за тоа време ќе поднаучам нешто за нејзе, значи ќе ги видам сите спецификации за да можам подетално да ви објаснам понатака во видеото. Останете да уживате и се гледаме после биролот. Сега луѓе, кога го погледнавте, значи бирол видеото, може да се префрлиме на една рецензија на оваа тастатура. Значи, сите како што знаете, оваа тастатура е Kumara K552. Тоа е механичка тастатура, 80% механична тастатура без нумерички пад.
што значи дека тие копчиња ако на вас ви се морални или ви требаат за работа или нешто гейминг, оваа тастатура не е за вас, али пак ја кажам, значи јас веќе 2 години користам Voku малецка тастатура и сум презадоволен затоа што стварно е минималистична и многу добро се склопува во просторот. Red Dragon комарата доаѓа во две бои, црна боја, таа ваа што гледате кај мене, и во бела боја, и има два типа на позадинско осветлување, RGB и single color, што значи дека тастатурата може да ви свети во сите бои или само во една боја фиксно, а за тоа ќе го обяснам малку понатака во видеото. Позади на тастатурата може да видиме има значи еден кабел. Тоа е USB кабел, high speed USB кабел со позлатен конектор. Кабелот е со должина од 1,8 метри. Сега како што видовме на самиот почеток, долниот дел на тастатурата е направен од метал, а копчињата се направени дефинитивно од некоја врвна ABS пластика. И ако загледаме малку подобро ќе видиме дека малку се заоблени и матирани, што значи дека дефинитивно ви даваат некој подобар грип за да можете да гемате многу подобро. Кога ви се префрлиле малку на делот што се наоѓа под копчињата, оваа тастатура има блу свечеви. Сега не знам за сите што знаете, блу свечевите се малце поклики, значи се слушаат многу повеќе и ако би сакале да ги смените блу свечевите во иднина, да речеме во некои потивки, како што се ред свечевите и браун свечевите, тоа може да го направите само со свичеви од истиот бренд, значи само со свичеви од Red Dragon, други свичеви нема да ви припати оваа тастатура. Кога ќе свртиме тастатурата од обратниот дел, тука може да загледаме дека има со гумирани подлоги, имаме пластика која што се крева, само малце, еве тука, окей. За кога ќе ја поставите на маса да изгледа доста позакосено, не знам, јас никогаш не ги користам вака кренати, стално тастатурата користам со спуштени од овие позади што се. И тука има, значи претпоставам овие дупчиња што ги гледаме на тастатурата се ако нешто да речеме ви се истори вода или нешто, претпоставувам, значи за да може да помине водата покрај овие дупчиња и да се иседи некаде, значи да не ја задржува водата. Што е премногу добра опција што ја додаде на тастатурата. И на самиот крај, значи сакам да ви објаснам за RGB светлото што ги има на тастатурата, али тоа не можам тука, ќе мора да дојдете со мене да се префрлиме на компјутерот и да ви ги покажам сите светла што може да ви пружи оваа тастатура. Така да, ајде да не должиме многу да се префрлиме кај компјутерот. И еве веќе сме во собата каде што ми е компјутерот, така да сега ќе ви покажам како функционираат овие RGB светла на тастатурата, значи ги има во милион комбинации, али не знам од која причина од официјалната страна, значи програмата не може да се симне, не ми активира, така да ја се надофне на друго место, ќе ви оставам во дескрипција доколку имате оваа тастатура, програмата ќе се симнете од тука и ќе ви работи безпрекорно. Како и да е, ајде сега дојдете да ги покажам сите комбинации. И еве апликацијата, како што може веќе да видите на мониторот, изгледа доста просто. Тука имаме профили на кои што можеме да се запамтиме некоја комбинација која што ни се свиѓа, да стиснеме save и само си ги менјаме профилите така да ни свети целата тастатура. Моментално тоа што го гледаме на мониторот, го гледаме и на тастатурата. Сега брзинка ќе ви покажам чисто колку да видите само какви ефекти има, што има и така натаму. Евак. Првен да ги вратиме како што треба. Еве ги сега се во нормална, во почетна фаза. Кога се стиснеме на Colorful, гледате тука каде што е ова, тастатурата свети во една боја. Ние можеме да подесуваме се како сакаме, да речеме само во црвена боја, само во плава боја, само во жолта боја. Океј, јас ќе оставам сега моментално во црвена, како што е нивното лого, и гледате тука сега прилива. Кој ќе одбереме некој друг ефект, да речеме, не знам, Flower Blooming, иде во различни бои, значи ова мора да е во различни бои. Имаме Clouds Fly, значи имаме премногу ефекти. Имаме Digital Times, погледнете. Значи стварно има милион ефекти што може да си ги комбинирате и самите. Еве гледате, сега ќе оставам ова како да си жари, може да смените бојата ако сакате во жолта, плава како што кажав и претходно, јас ќе оставам црвена. Една најинтересна според мене што е ова пастел тука што е доле, ова се што може да правите, да си ги подесите тие копчиња што сакате да ви светат. Да речеме сега овие горе кецовите јас ќе ги исклучам, гледате ги кликаме вака, ќе ги кликнеме сите и пример сакаме со црвена боја да ни светат само тие команди на кои што играме, тоа се овие за идење, само да ги стрнеме и ова пто, спейсот ќе го направиме
можеме да го направиме исто во црвена боја и другите копчиња, све што ви требаат за играње може да си ги подесите така, само стискате apply, притискате OK и тоа е тоа. Значи тастатурата ќе ви свети само во овие опции што ги имате тука. Друга интересна опција што има на тастатурата, што исто можете да ги комбинирате боите, е со ова копче FN да го држите и да стискате некој од овие опции што се тука горе. На стрелкичките може да намалите светлоста, на зголемете светлоста, може да менувате премногу други, како што може да видите светла, тоа е вака, како што ги кликнете гледате да преливаат боите, па ќе го смениме ова, па да бидат вака, гледате како жарат па се гасат. И мислам дека тоа е тоа во кратки црти. Оставам на вас вие да експериментирате максимално све што може да си правите со тастатурата. И тоа беше тоа за ова видео, така да ако ви се допадна, ставете лайк, не заборавајте да стиснете subscribe, да останете на каналот да видите све што друго ќе се отвара што ни даде од галерија од Red Dragon. Фала им уште еднаш за тоа, вие чуете се, останете ми добри и се гледаме во наредно видео. Поздрав и чао чао!